Зголемен е бројот на граѓаните кои што користат оброк обезбеден преку програмата за социјална заштита на општина Куманово наменета за ранливите категории, информираа денеска надлежните од секторот. Општина Куманово ја прошири листата за дополнителни 32 корисника, што пак значи дека во моментов вкупно 105 лица кои се наоѓаат под најголем социјален ризик ги користат бенефитите од проектот Народна кујна. Гледаме во секој начин да помогнеме нашите сограѓани. Сами можете да забележите дека тие се пресретни со оваа мерка и да не кажам ние им помагаме од ваѓање правни документи на сите наши граѓани за да имаат право да остваруваат, бидејќи ова е најзагрозена категорија на наши сограѓани каде што да не кажам имаат потреба од привилегирана помош затоа што сами не можат да се снајдат во системот, почнувајќи од нивниот економски статус до образовниот статус на овие граѓани. Ние заедно со граѓаните, со нашите соработници од општина Куманово, со првенствено градоначалникот и советот на општина Куманово, каде што увидува дека има потреба, реагираме и допринесуваме оваа мерка да се реализира првенствено согласно нашите обврски облигации што ги имаме на програмата за социјална заштита. Исто така ќе напоменам благодарност до целиот совет кој едногласно ја поддржа оваа мерка и благодарност до градоначалникот Максим Димитриевски што ја препозна мапирањето претходно направено од нашиот сектор, каде што увидовме дека и така имаат потреба од оваква мерка. За оваа мерка се пријавиле околу 250 лица, но засега 40% од нив го остваруваат правото на бесплатен оброк. Надлежните потенцираа дека сите пријавени ќе може да ја користат мерката откако ќе ја комплетираат документацијата. Во обезбедување на потребните документи на ранливите категории граѓани им помагаат и вработените од секторот за социјална заштита, за што граѓаните се благодарни на општината. Ја поздравуваат мерката и волјата на градоначалникот и советот на општина Куманово да им се помогне на најзагрозените. Задоволни ли сте од мерката на општината бесплатен оброк за граѓаните? Да, како не. Дали од почеток ја користите мерката? Да, од почек до крај ќе да издржиме како нам дае Господ, тако нека он жив и здрав што нам помагне. Според вас би требало ли да проложи мерката и наредната година доколку општината обезбеди средства од буџетот? Колку може нека продужи, нека жив и здрав, нека нам продужи док смо живи. И фала му на ово што нам дае многу, што нам помаже, што дае за овие сиромашни луѓе. Благодарам на градоначалникот и на општината, на сите што ни помагаат овие, ние сме многу задоволни. Кои има нека продолжат. Ако може, фала многу. Кога ја користите оваа мерка, дали од почеток? Од почеток. Па и од почеток, кога почела од така користам. Така. Дали треба да продолжи мерката и наредната година, нели доколку се обезбедат средства од буџетот на општината? Да, ако има, доволно е. Граѓани? Добро, задоволни смо. Доста, доволно е. Овие граѓани кои што се на работна екзистенцијата го добиваат оброкот на пункт во ученичкиот дом професор Мијалковиќ, каде што функционира кујна. За работните денови има топол оброк, за време на викендите се делат пакети со храна. Интенција на општината е до крајот на годината за мерката бесплатен оброк за сите да биде искористен вкупниот предвиден буџет од 5.400.000 денари. Нови канделабри, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на малиот плоштад, информираше градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Како што посочи Димитриевски, плоштадот Маршал Тито добива сосема нов и модерен лик. Претходно беа поставени нови гранитни плочи на патеките. Ова е прва фаза од почетокот на спојувањето на големиот и малиот градски плоштад во Куманово, при што е предвидено дел од улицата да биде затворена за сообраќај и воведување пешачка зона. Улицата која ги одделува двата плоштада и која во моментов се користи за сообраќај ќе се менува. Ќе биде поставена подлога за да се добие целина со зоната на малиот плоштад, кој потоа ќе се спои со големиот плоштад Нова Југославија. Амбасадата на Романија во Македонија денеска донираше гинеколошка сонда за потребите на пациентките од гинеколошкото одделение од Кумановската општа болница. Надлежните од јавната здравствена установа се задоволни од донацијата и на денешната пресконференција кажаа дека сондата е неопходна за рана детекција на тумори, но и прегледи во првите 3 месеци од бременоста. Денеска имаме чест да примеме една помош, убава помош за нашето гинеколошко одделение. Тоа е гинеколошка сонда за прегледи на жени, гинеколошки прегледи на жени.
една помош која се наоѓа во вистинско време затоа што моментално имаме дефект во тој дел од веќе постоечката сонда која што ја имаме. Ова е донација која што и од претходниот состав е подготвувана и денеска еве на овој ден се случува свечено врачување на оваа сонда. Имаме ветување дека нашата соработка со Република Румунија, односно со румунската амбасада во нашата татковина, ќе продолжи и од идната година. Тие се надеваат на поголем буџет, така да се надевам дека ќе имаме уште вака убава плодна соработка во поглед на подобрување на здравствената заштита на нашите здравствени корисници. I'm very glad that Romania can bring Многу ми е драго што Романија може да придонесе преку оваа мала, но значајна донација за поефикасно функционирање на гинеколошкиот оддел во Кумановската болница. Се надеваме дека ќе се спасат животи и ќе се подобри детекцијата. Донацијата е овозможена преку Романската агенција за меѓународна соработка и ова е конкретен пример на добрата соработка помеѓу двете земји. Подготвени сме и со задоволство ја очекуваме идната соработка со Општата болница Куманово. Период последниве отприлика едно 30 дена имаме поголем обрт на прегледи секако, затоа што нашинците кои живеат во странство се дојдени тука, па имаме поголем наплив на пациенти овој период. По однос на добивањето на донацијата од Романската амбасада, сега ќе бидеме во можност да правиме скрининг во прв триместар кај бремените жени, додека кај небремените жени за гинеколошки случаеви ќе може да се прави детекција, порана детекција на тумори на јајници, како и на тумори на мала карлица. Тој апарат ние го имаме 12 години, меѓутоа сондите се потрошен материјал и се расипуваат со тек на време и веќе година и пол немаме таква сонда. Во секторот за внатрешни работи Куманово изминатата ноќ било пријавено дека на улицата 715 во Куманово настанал пожар во паркирано патничко моторно возило Ауди со кумановски регистарски ознаки, сопственост на 57 годишен кумановец. Пожарот бил изгаснат од екипа од територијалната противпожарна единица Куманово, а повредени лица нема. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово. Во просториите на Занаетчиски дом денеска се одржа 16-тата меѓународна поетска манифестација Бдење на кокински мугри, на која учествуваа 50 автори од Македонија и соседството. Организатор на манифестацијата е Друштвото на писатели од Куманово, носител е Фондацијата за култура и спорт, а се одржува под покровителство на локалната самоуправа. Повеќе детали за денешниот настан од изјавата на претседателката на Друштвото на писатели од Куманово Елизабета Павловска. Друштвото на писатели Куманово ја организира 16-та поред меѓународна манифестација Бдење на кокински мугри, каде што ќе присуствуваат поети од цела Македонија, но и поети од други држави. Агендата, значи, на манифестацијата започнува секогаш во 4:30 кога се поаѓа за Кокино, за да се стигне пред изгревањето на сонцето, каде што некој од кустосите од музеот на градот Куманово ни кажува нешто повеќе, значи некои информации за археолошките значење на ова позната наша светска обсерваторија. А потоа, значи, се читаат, поетите ги читаат своите творби и се оди во посета на црквата во Старо Нагоричене Свети Ѓорѓе, кој исто така од историско значење. Оваа година бесниот пожари низ цела Македонија, а посебно во подрачјето на Кокино, не беше во можност, значи, сето тоа да се одржи, па решивме манифестацијата само, значи, да биде тука во Занаетчиски дом во 11 часот, каде што ќе има една мала културно-уметничка програма, каде ќе ни се представат гости од Хрватска, Данте и Нита Марушиќ со своите песни кои тие сами ги пишуваат. Исто така, значи, ќе ни се представи и фолклорната група Срма. На оваа манифестација ќе бидат доденели благодарници, признанија, значи, и награди на наградените автори кои земаа учество на конкурсот кој беше расписан на 15 јуни и траеше цел месец.
Кумановските пожарникари со повеќе дневна интервенција успешно ги изгаснаа сите пожари. Како што утрово информираше командирот на територијалната противпожарна единица Куманово Дејан Илиевски, сите пожари се ликвидирани. Моментално во Куманово нема активни пожари. Контактирано и со местното население во село Кокошиње. Селото е безбедно, така што во моментот нема активни пожари на територијата на општина Куманово. До синоќа сите пожари се ликвидирани. Изгаснато е и во Живиње. Екипите се повлекоа од терен, изјави командирот.